Почитувани, го повикуваме Социјалдемократскиот сојуз уште денес да ја прифати методологијата за прочистување на избирачкиот список подготвена од страна на Државната изборна комисија. Го повикуваме Социјалдемократскиот сојуз уште денес да престане да го кочи прочистувањето на избирачкиот список. Помине уште еден ден во кој Социјалдемократскиот сојуз не превзема никакви активности за да се прочисти тој избирачки список. Како што потенциравме пред неколку дена, Државната изборна комисија минатата недела усвои методологија за прочистување на избирачкиот список. За оваа методологија гласаат членовите на ДИК, дури и оние кои се таму по предлог на Социјалдемократскиот сојуз. За сите политички партии оваа методологија и суштински и формално е прифатлива, но СДСМ упорно ја кочи имплементацијата на оваа методологија со недавање на свое позитивно мислење. СДСМ во своја изјава посочи дека немаат никакви забелешки за оваа методологија и дека за нив е прифатлива, но се уште не даваат формална согласност како што е предвидено со изборниот закон и на тој начин свесно одолговлекуваат и кочат. Стратегијата е јасна, предизвикуваат проблеми и хаос секаде каде што можат и секаде каде што нема. СДСМ не сака да се прочисти избирачкиот список, туку сака да продолжи политичката криза и агонија во Република Македонија. Би потенцирал дека целиот аспект на спроведување на избори во контекст на улогата, правата и обврските на медиумите и политичките партии е веќе прецизно регулирана со новиот изборен закон за кој во Собранието на Република Македонија гласаа сите 4 големи политички партии, вклучително и Социјалдемократскиот сојуз. Во овој закон беа инкорпорирани огромен број на барања и предлози на Социјалдемократскиот сојуз. Доколку СДСМ сака понатамошна регулација на медиумите, ние денес ги повикуваме да изберат од која држава членка на Европската Унија тие сакаат да го превземеме законот за медиуми и да го имплементираме во Македонија без никакви промени или интервенции. Доста е кочење. Изберете која европска држава сакате и ќе го копираме нејзиниот закон. И ќе го изгласаме. Дајте согласност на методологијата и ќе се прочисти избирачкиот список. Време е да одиме на избори. На граѓаните да им дадеме можност да го кажат својот глас. Почитувани, СДСМ го подпише договорот од јуни и јули, во кој прецизно беше утврден датумот за избори на 24 април 2016 година. СДСМ го гласаше во собрание изборниот закон, во кој како законска обврска е поставен денот на избори да биде 24 април 2016 година. Сите партии и подписници стојат за овој договор, а СДСМ е единствената која сака да го прекрши. Од што знаат дека граѓаните не ги поддржуваат, СДСМ се спремни да побараат одложување дури и на редовните избори во 2018. Страф им е од луѓето. Знаат дека сметката за хаосот и проблемите кои ги создадоа, токму луѓето ќе им ја наплатат. Граѓаните на Македонија во огромно мнозинство бараат предвремени избори и бараат тие избори да се одржат на 24 април 2016 година. Постапките на СДСМ се во спротивност на барањата на граѓаните и се во спротивност на интересите на Република Македонија. Политичките партии имаат обврска да го затворат ова негативно и деструктивно поглавје и преку избори да им овозможат на граѓаните да го кажат својот став за иднината на државата. Ви благодарам. Дали има прашања? Господин Димовски, јас сакам да ве прашам од позиција на истакнат функционер на ВМРО ДПМН. Повеќе овој викенд евентуално беше во јавноста изјавата на заменик министерот за финансии од редовите на СДСМ, кој кажува дека Македонија се соочува со рекорден јавен долг од 4 милиарди и 200 милиони евра да заокружам. Па може ли во таа позиција да објасните сите овие години, затоа што од 2008 до сега сме задолжени уште за 2,7 милиарди евра,
во што се инвестирани овие пари? Неколку работи дозволете ми да ви одговорам на вашето прашање. Прво, во моментот кога ја превземавме одговорноста да раководиме со државата, процентуално од бруто домашниот производ, нашиот долг беше 39%, денеска е 36% од бруто домашниот производ, што значи дека долгот во реална смисла, во смисла на неговата вредност, споредено со економијата, е намален, не е зголемен. Тоа е прва работа. Втора работа, би сакал да потенцирам дека до ден денеска враќаме над 20 кредити и заеми кои што се земани од страна на државата во време на Социјалдемократскиот сојуз. Например, браната Козјак, за која што мислите дека е изградена во време на СДСМ, почна да се отплаќа во 2008 година. И оваа влада ја плаќа таа брана. Затоа би потенцирал дека споредбата е многу јасна. Дека во ова време се градат и патишта, се градат и болници, се градат и инфраструктурни објекти, се градат и училишта, се градат и водоснабдителни системи и комунални системи и граѓаните тоа го гледаат. Јас и вие сме од ист град, ги познаваме проблемите на граѓаните, но и ги познаваме населените места околу нашиот град. Во населените места околу нашиот град, господјо Смилевска, со пари од Светска банка се изградија улици, се изградија водоводи, во дел од нив се изградија училишта. Тоа е разликата. Во време на СДСМ се земаа пари, но ништо не се градеше. Во ова време се земаат пари одговорно и прецизно, без да се помине некоја замислена граница, но ефектите граѓаните ги гледаат секојдневно. И последно, дозволете ми да ви потенцирам дека според сите извештаи, несомнено, на Светска банка, на Меѓународен монетарен фонд, на Европската комисија, Македонија е една од најмалку задолжените држави во Европа. Тој факт нити СДСМ, нити нивните така наречени експерти, нити медиумите блиски до нив не можат никако да го извртат и да го стават во друг контекст. Ви благодарам. Поведам. Насолите на ЕУ и САД најавија дека 12 програми ќе дадат своје мислење дали се исполнат условите за фер демократски избори. Доколку тие проценат дека условите не се исполнети, дали вашата партија отворена за нов таков? Ние работиме во исполнување на сите потребни околности, сите граѓани на Република Македонија се чувствуваат доверливо спрема државата, да чувствуваат дека изборниот процес е во ред и мислиме дека тоа ќе знаат да го ценат и представниците на меѓународната заедница. Господин Димовски, кога сме реплика и медиумите, денеска дополнителниот заменик министер Кирацовски обвини дека самоубиство. Образложи дека ВМРО ДПМН исплатила 13 милиони евра на Сител, Алфа и Канал 5 за пропаганда. Како вие тоа коментирате? Со насмевка. Како да го коментирам поинаку, јас не сум видел што денеска господинот Кирацовски истакнал. Дозволете ми да го погледнам неговиот прес, па подоцна да ви дадам одговор. Да, во контекст на тоа, јас сакам да ве прашам, бидејќи вие цело време се вдикувате на европска пракса во спроведување на закон за медиуми, иако еве европски експерт нуди решение за медиумите. Што го нема никаде во Европа. Да, меѓутоа тој е сепак експерт кој е испратен од... Не, тој е по професија социолог, ако не се лажам. Да не ги мешаме работите, мораме да бидеме прецизни. Во ред, меѓутоа сега ќе влезам во дискусија, не сакам тоа да го правам. Да, сакам да ме прашам една работа. Во која европска земја постои пракса, еве може и да истражите и да ми одговорите, каде што на има реклами, една влада исплаќа средства на медиуми, така? Средства во вредност од 5 милиони евра. Во секоја. Например, сега ќе ви кажам, например, оној предлог закон кој што ние го подготвивме, е во насока на регулација на тоа како ќе се делат средствата за владино информирање, е работен врз база на австријски закон. Тоа постои во Австрија. Тоа постои и во Германија. Се надевам дека овие две држави ви се сосема доволни. Во тој закон, заради ваша информација и за да не бидете дезинформирани од поединци во нашето општество, има две клучни работи. Првата клучна работа е дека е прецизно дефиниран што е јавен интерес. Значи, владата, институциите, локалната самоуправа нема да може да финансираат никакво информирање на јавноста доколку не се утврди дека тоа е јавен интерес. Јавен интерес би било заштита на животна средина,
безбедност во сообраќајот, борба против пушењето, борба против наркоманијата и така натака. Другите работи нема да бидат јавен интерес. Тоа е првата вредност на тој закон. Тоа беше и една од главните критики како владата одлучува што да рекламира. Другата работа, која што е многу прецизна и многу значајна, што беше барање од Европската унија, да има прецизна методологија како се делат средствата кои што државата, различните органи и локалната самоуправа, тоа го прави и општина Куманово и општина Струмица, го правела и општина Охрид, но не се. Како државата и државните и локалните институции ќе ги делат средствата. Затоа ние во законот предложивме прецизна формула. Значи, колку средства, кој медиум ќе добие, а ќе добијат сите, без исклучок, нема да зависи од политичка волја или од политичка одлука на било кој државен орган, туку ќе зависи од прецизно утврдени формули за кои што има согласност од најголемите национални медиуми. А дали има други прашања? Да, само малку ако може. Повелете. Бидејќи според предлогот на Ван Галте, тој вели во неговиот предлог за владено рекламирање, оние кои што се од јавен интерес, како на пример кампања за за здрав живот, за туш, за против пушење, тие да бидат бесплатни реклами на владата, тие да не мора владата да ги плаќа, бидејќи се од јавен интерес. Зашто е тоа неприфатливо за мене? Видете, не е прашањето дали е неприфатливо или прифатливо, прашањето е дали е логично или нелогично и дали го има како пример некаде или го нема како пример некаде. Заради тоа што да може државата веројатно на јавниот радиодифузен сервис како нејзин сопственик да го побара тоа, но не може од приватна фирма да го побара тоа. Комерцијалните медиуми, извинете, се приватна фирма. Тоа значи државата дава концесија на телевизија 27 и вели, пошто јас ти давам концесија, ти ќе ми даваш 1 саат време. Тоа знаете на што личи? Као на тие приватни фирми кои што добиле концесија за црпење на песок од патот Гостивар Кичево, да им речеме се државата ви даде концесија, но вие 20% од вашето производство на песок ќе го давате на државата. Тоа во либерална економија, во пазарна економија, тоа така не функционира. Значи не постои никаде. Тоа може да постои во замисли на луѓе кои што се желни или патат за минатото социјализмот, кога државата ги регулираше тие работи, кога државата можеше да бара и да наметнува. Сега тоа не може. Спротивно на тоа, ние нудиме концепт кој што ќе биде растеретен од било каква политичка волја или одлука. Од една страна, од друга страна, на некој начин ќе биде и поддршка, посебно на локалните и регионални медиуми, кои што, извинете, за разлика од националните медиуми, се во многу тешка ситуација, се од врвен интерес да се запази информирањето на граѓаните на локално и регионално ниво. Благодарам.